Господине Заев, на пратеничко прашање минатата година од оваа говорница, на прашањето кога ќе почне поврат на 15% ДДВ, вие спомнавте дека има експериментални општини, пилот проекти и дека повратот на ДДВ ќе почне во 2018 година. Го најавивте ова уште во 2016 година. Сега сме 2018 година, сега најавувате дека ќе имаме експериментален проект во јули 2019 година и дека Македонија е единствена држава што ќе врши таков поврат на ДДВ во регионот. Јас мислам дека Македонија е единствена држава која што ја води премиер кој што ветувал експериментални проекти. Ниеден проект не ви е базиран на сериозна анализа пред да го најавите. Вие сега кажувате дека не бил добар уставот, дека не биле добри законите, дека имало даночна евазија, дека не бил подготвен системот, дека имало рурални и урбани средини. Па добро, не го знаевте ова пред да станете премиер? Сте биле пратеник, сте биле градоначалник, сте извршували општествени важни функции. Не може некој да вети ваков проект, да поминат 2 години, скоро 3 години од ветувањето на овој проект и да говори дека следната година во јули ние ќе имаме експериментален проект дали ќе функционира враќањето на 15% поврат на ДДВ. Затоа сметам дека вашите ветувања се експериментални ветувања кои што не биле претходно засновани на темелна анализа. Имале еднократна цел да здобијат нечија доверба, да дадат некому надеж дека ќе добие некаква повластица од државата, а од друга страна тоа не се случува. Девизата дека вие повеќе пари ќе вратите на граѓаните, сега со најавата за покачувањето на давачките, на акцизата, на доноците и на друго, испаѓа дека вашата девиза е да земете повеќе пари од граѓаните во буџетот, наместо да го исполните вашето ветување. И затоа требало, кога го најавувавте овој проект, требало да најавите. Не сме спремни во моментов, ќе видиме, може би проектот ќе се реализира во 2018 или 2019. Или ќе имаме пилот проект, па ќе видиме дали има основа за реализација на поврат на ДДВ од 15%. Сега, 2,5 години после најавата на овој проект, никакви изговори не се оправдување за немањето на капацитет на владата истиот да го реализира. И затоа мислам дека она што го правите сега и со одредени случаи во правосудството и во обвинителството и со, не знам, условно речено, реваншистичко притворање на Милијана Киевски или на друг или на трет, го правите за да се крене магла по било која основа, може да збориме и за уставот и за се друго, за да се покрие неспособноста за тоа што вие како премиер немате капацитет да ги реализирате вашите клучни проекти. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.